Денеска православната црква ги празнува светата великомаченичка Ефимија и преподобниот маченик Нектарий. Светата великомаченичка Ефимија. Оваа светителка се празнува на 16 септември, кога и пострадала. На ова место се споменува чудотворството на незините чесни мошти, пројавено за време на Четвртиот Вселенски собор во Халкидон. Тој собор бил свикан во времето на царот Маркијан и Пулхерија во 451-та, по смртта на царот Теодосиј Помладиот. Повод за свикувањето на овој собор било појавувањето на новата ерес од Диоскор, патриархот Александриски и Евтихи, архимандритот Цариградски, кои ширеле лажно учење дека во Господа Исуса Христа немало две природи, божествена и човечка, туку само една божествена. На овој собор највидна улога играле Анатоли, патриархот Цариградски, и Јувенали, патриархот Ерусалимски. Бидејќи со расправиите и докажувањата од двете страни не можело да се дојде до било какво определено решение, патриархот Анатоли предложил и православните и еретиците да го напишат своето вероисповедување, да ги положат во ковчегот во кој стоеле моштите на светата Ефимија. Сите со тоа се согласиле. Двете вероисповеданија биле напишани и поставени на градите на великомаченичката. Ковчегот бил затворен и со царски печат запечатен, па дури и војничка стража била поставена да го чува. Тогаш сите минале 3 дена во пост и молитва. На 4-тиот ден, кога го отвориле гробот, го виделе православното исповедување во десната рака на светителката, а еретичкото под незините нозе. Така спорот со Божја сила бил решен во полза на православието. Во времето на царот Иракли, моштите на светата Ефимија биле пренесени од Халкидон во Цариград, во црквата со незиното име во близина на хиподромот. Иконоборскиот цар Лав и Савријан наредил тие мошти да се фрлат во морето, но на чуден начин ковчегот бил пренесен на островот Лиминос и бил положен во црквата на светата маченичка Гликерија. Дури во времето на царицата Ирина, ковчегот со моштите бил повторно вратен во Цариград на своето старо место. Од овие мошти од време на време течела крв која им помагала на болните и несреќните. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Преподобниот маченик Нектарий, роден е во Вриул, Мала Азија. Во 17-тата година бил присилно потурчен. Имал слична судбина како и светиот Никодим. Кога и се јавил на својата мајка како турчин, таа му се развикала: "Оди си од мене, јас не те познавам. Јас те родив како христијанин, а не како турчин." Тој горко се покајал, отишол на Светагора и таму, во скитот на Светата Ана, се замонашил. Решен да загине за Христа и со тоа да го очисти својот грев, отишол повторно во Вриул каде и пострадал. Бил погубен за Христа од турците во своето место на раѓање, на 11 јули 1820 во 21-та година од животот. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно